Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео во кое што мене ме боли осмицата. Многу сум загревата деновиве, дури ми е потешко да снимам од што ме боли цело време, али почнав сега да пием антибиотици и валјда ќе треба набрзо да ја вадам, да ја правам, не знам што треба све да ја правам. Али да, ако сте имале мака со осмица, знаете тоа како е и само се надам да не отечам. Ама нема везе, знаете ли вие што ви доаѓа за многу брзо? Леле, да знаете што ви доаѓа за многу брзо. Ако сте гледале по Инстаграм, можеби знаете, али нешто многу јако, нешто што сите го сакате, нешто много јако. Така да за тоа набрзо ќе видите што ви спремаме. А сега денеска решив да гледам по интернет дека кружат многу слики од луѓе што имаат премногу слободно време. И тоа сум бил јас многу пати и сигурно сте били многу од вас. Па да видиме каква се креативност може да излезе од луѓето доколку имаат премногу слободно време или доколку треба да учат или нешто да работат, а они решиле дека се освен тоа е многу поинтересно. Сега како по обичај јас ќе си застанам вака тука, за вие тука да можете да ги гледате сликите. Само вака зашто малце проќорав да си го ставам тука мониторчето поблиску. И да идеме со првата слика. Тоа е ова. Валјда децава имале толку многу за учење дома и толку не им се учело што земале сите топчиња ги наредиле по боја. Знаете ли колку топчиња има тука? И ја толкавам магаре, знаете ли колку имам желба пред да се бутнам овакви топчиња да седам. Морам да признам многу импресивно, мене ова ми е визуелно задоволувачки. My OCD is grateful. Идеме следно. Никогаш не очекував дека досарата ќе ме донесе до ова. Ја не знам како застанеле бре вака воопшто. Нели ти обично ќе бегаат дека се утечност, ќе се распрскуваат на секаде, ова си ги наредил вака. Браво, многу импресивно, идеме на следно. Зашто? Во базен внатре како воопшто успеале вака да ги наредат? Нели тоа водата ќе им ги буткале, некако се заштрафени меѓу себе, појма немам. Али добро, валјда сте задоволни со вашата прекрасна слика. Идеме на следно. Дали ова воопшто возможно? Тоа за ова вајде треба да си флексибл, али јас сега размислам дали би можел ова да го направам, најверојатно не. Браво, секоја чест. Мојот другар залепи леп секаде низ школа. Зошто некој би го направил тоа? Не ми изгледа на никаков пренк, не ми изгледа на ништо смешно, не ми изгледа на ништо интересно. Зашто некој би лепел леп? Вау, добро. Ова знаете ли што е? Ова се сите работници низ Македонија. Добро, сега можеби да не ме сватат некои си работници што се ја работат убаво работата кој што треба да се ја работат, али обично кога некој ќе биде на терен и кога нека улица ќе биде затворена 10 месеци во Скопје или каде и да е и мислиш дека цел живот ја прават и никако да ја направат, мислам дека работниците буквално ова го прават, само си играат X0 со тоа багерите си цртаат и не работат уствари. Ако се чудите зашто нека улица ви се прави толку долго, најверојатно зашто работниците ова го прават, си играат X0. Ова беше позадината на секој iPad во продавница. Зашто немало слика од сите? Ова знам дека многу луѓе го прават и кај нас, ќе влезат негде и го прават ова, али би било многу посмешно да ги видам сите вака телефони или iPad или што и да е со оваа слика. Не само едно вака. Кревет од јајца. Добро, вака ми изгледа визуелно убаво, али кога веќе си замислил да правиш кревет со јајца, а не друг некој си предмет, на кревет треба да седнеш, брат. Како треба нова да седнеш без да ги искршиш сите можни јајца што ги има на сликава. Изградив авион за мојата мачка. Дали тоа даска за пеглање? Или само мене ми личи така? Тоа е крилата. Да ја почнам јас на Луна да иградам секакви вселенски летала. Море како расте нема да ја собере, ќе треба да и направам авион колку собава. Ова е веќе некоја се сериозна уметност. Само многу поправо би ја изел бананата, не да ја цртам, а не али окей. Леле, дали ова табла во школа? Леле, ова е табла во школа, како може воопшто толку детали да се фатат? Ова е цел град усвари направен, така? Буквално цел град со планини позади, со дрва, со све. Браво. Ово менувачница во работени, ако не им влага некој цел ден, сигурно ова го прават. Мене ова дури многу убаво ми изгледа бре вака визуелно. Дури посакам да го направам. Ја немам толку живци, али познавам многу луѓе во животот што имаат живци за ова и деам. What? Ај некако да разбереш моливите што му стојат некако така. Али како да го разбереш оние доле ќе ја држат цела кула? Добро, ваѓа се некакви си коцкасти моливи, за да може вака да стојат, али тие доле стварно не разбирам како стојат. Дали се тие моливи доле? Земи напред кула од моливи и ќе добиеш двојка, ваѓа тоа му било. Добро, што прават со мачки бе луѓево? Види тенк му направиле бре човече. Чекај, ми треба пауза. Не си исуши грлото.
Тоа е ќе боле. Леле, Майк Тайсон направи на Excel. Ова информатика во основно часовите кои беа досадни. Вака раземаш Майк Тайсон си го црташ. Леле, дали? Јас ова валјда немам едно во животот извадено, не па сите. Дали некој земал бре од јаготка што е толку ситна да ги извади сите најситни семчиња што ги има на неа? Ова ви е next level на досада. Вау, ова е веќе најимпресивно од се што видов до сега и сега дури добивам желба. Кога е период на јагоди? Има ли сега јагоди или помина или кога се јагоди? Ми се јарат јагоди, одамна немам јадено јагоди. Уште банана арт, тоа е нешто Star Wars што јас немам гледано никогаш во живот, Judge me all you want. Знам дека тие што сте фанатици на Star Wars и да викате дека е најбоља ствар, а знам дека јас пример нешто кој Game of Thrones кога мене ми е нешто толку добро кога ќе го убедувам некој друг да го гледа, сите секо окей, тебе ти е толку јако, јас не сакам да го гледам од било која причина, еве јас Star Wars, ја така се нервирам кога за Game of Thrones не можам да убедам некого да гледаат, али па тогаш кога ќе размислам мојот став со Star Wars, кога не ми се гледа воопшто, знам колку луѓето викаат дека е добро и не го гледам. Јај, може би треба да направам договор со некој што го нема гледано Game of Thrones, ако има гледано Star Wars, да се разменим ја да го гледам Star Wars, но да го гледам Game of Thrones. Ако постои некој таков човек. Ова, знаете шо е? Кога ќе отидете во WC на подолго, ќе го заборавите телефонот или кога ќе ви биде на полноќ некаде, а не сега да го вадите. Ова ви се случува. Просто се раѓа креативноста во вас. Ова кога баба ти ќе те викне да ги сцепите дрвата, да ја помогнеш и ти сакаш да покажеш својата креативност, се случува ова. Нели стварно многу јако, ова е стварно многу јако. Јас не можам на лист да нацртам нешто, не па нешто вакво да направам. Ова е стварно шала на страна импресивно. Добро. На колача ќе земеме ќе цртаме сега. Зашто? Зашто? Што се тие пиперки или се? Да, валја се пиперки по бојата. И со риба направени. Јако. Леле, ова знаете ли што е? Ова имале во некоја си зоолошка, не знам, ете Минесота пишува, да, во Минесота. И се спие. Вечно ненаспан. Ставите лайк на ово видео ако сте и вие вечно ненаспани. Во Минесота во зоолошка имале некаков си, како се викаше тоа, косплей натпревар. Косплей е она кога се облагаш, кога се предпар, кога се маскираш во нешто и некаков си натпревар. И се овие зоонегователите што се во таа зоолошка си направиле некој косплей натпревар и требале буквално да глумат слики од животни. И еве сега овие две, знам дека има уште една слика, ќе ви ја покажам и таа, али еве овие две се желки. Јас стварно не знам како не им тежи тоа огромниот камен врз нив, али еве го другото. Да легнеме ко фока вака. Или морски лав, или како шо е тоа, не знам. Али добро, близко е, браво, импресивно. Али ако треба бирам ги овие две кои да победи, ќе дадам победа на овие желкиве. Како е ова возможно? Ова е сладоле, така? Валја сладоле. Како е возможно да не се стопи, а ти да успеш да го направиш ова? Некој додека чекал на семафор во гужве или Скопје, каша се, ќе си пратиш порака, ќе со емоџиња, ќе си нацрташ све, бре. Па пишал и врум врум. И овој му пишал се гледа дека немаш ништо по паметно да правиш. Па бога ми кога ќе заглавиш во Скопје не се обраќав, само ова да прави. Леле, дали бре. Вака ми изгледа предизвикувачки да сакам ја да земам да го направам ова бре. Значи го извадил белото од сите колачиња и го ставил ко голем сендвич на едно. Како ти текнува тоа да го направиш? Како? Вали имаш многу звучење, 100%. Вака јас Луна да ја направам статуа. Луна Снешко. Добро, аз дека мислам дека знаеме, дали има некој што нема видено слика, знам со години кружи по интернетот секси компирче. Леле со чипс направена цела земја. Ова работници на аеродром. Уствари, вајде на аеродром има толкаво, сакам да кажам, кај има бре толкаво, нели се помали, од прилика толкави се тие триаголници или како и да се викаат, колумс. Ова гледа колкаво е, али вајде на аеродром вакви стават. Леле, зашто? Зашто? Леле, дали ова направено на кебе, на шо е тоа? Ама ништо сега само се признава беби јода, ова ништо. Не треба беби јода на ова. На очи не на дете направено да само таму е дупнато да тече бре. Леле, има уште многу слики, али ајде ги убрзам. Ево овој на работа си направил со кабли нешто. Овој споил 2 слажувалки. Ова не знам дали воопшто реално додека некој спива да го направи. Мала пица, најак десктоп. Леле, таблава. Ова мислам дека нешто што скроз Никола Артхаус би го направил. Ова е првата глава од Хари Потер напишана под скали. Целата. Вау! Бев сам дома 2 недели и полека ги заменував сите слики во куќата со слики од Мет Деймон. Колко е тоа ретардирано. Леле, гледате како... Ова сум скроз јас. Ова е човек со OCD што не може да гледа нешто растурено и си ги наредил вака.
ова сум скроз јас. Добро, ова нема крај да се наместам на средина, нема крај како го правам ова. Колку ствари досада постои во светот или колку начини за избегнување на учење или работа или што и да е. Се надам дека ви беше интересно, мене беше интересно да видам до каде може да оди креативноста на луѓето, кога ќе ни е досадно. Ако ви се допадна ова видео, ставете лайк, субскрајбнете се на мојот канал за уште многу видеа и очекувајте да видите што доаѓа. Бидете многу будни затоа што ви спремаме нешто многу јако, денојуве. Ќе биде брзо. Така да очекувајте нешто многу брзо. Се гледаме во следното видео, од мене имате голем поздрав. Чао!